Кај си бе, Имре? Видиш што имам? Колку имаш па дај, едно да се јам. Добро бе, едно голема работа. Фала. Ајде видиме што ќе падне. Го немам овој. Може да ми го дадеш овој? Не може тоа, јас го немам. Ова јас го купив, мои пари и мои сликички. Штом веќе си ми го дал, значи сликичките се мои. Значи мои пари и мои сликички. Штом толку плачеш за овие проклети сликички, така не си од Македонија. Не си другар више. Кај си ми Иван? Шо ти е? Кај ти е, Емре? Абе, се скаравме. Зашто? Заради една сликичка. Што? За една сликичка сте се скарале? Една, ама вредна ја немав таа една. Добро, ама ќе ја добиеше? Не можам ја тоа да го гарантирам, подобро беше тогаш да си ја земам. Сега сам ли ќе седиш? Па да, подобро сам, него ли со таков еден никаков, како Емре. Добро, ти знаеш. Што досадно е. Ќе му свртам на Емре, барем заедно да играме фудбал. Кој ми е сега? Ало, Емре? Кажи. Па, дали сакаш да дојдеш во школски да играме фудбал? Може. Ај, се гледаме. Кај си бе, Емре? Кај си бе, Иван? Не се видовме одамна. Па не се видовме, ти плачеш ти за тие сликичките, така? Добро де, не е важно дека сме скарани, сега сме се смириле. Имаш право. Не е важно што сме се скарали, битно е сега што сме смирани, така? Ајде сега оди на гол. Јас ќе бранам. Да, ти ќе браниш. Не сакам. Ја не сакам да бранам. Ти прво кидеш на гол. Ти прво кидеш на гол, значи не проблематизирај, таман што се смиривме. Не, ти. Иди на гол, ајде. Ти прво иди, ја после.
Знам дека се плашиш, дека сите голови дека ќе ти ги дадам. И знаеш дека повеќе со тебе не се дружам. Ја исто не се дружам. Другарите знаат да се скараат, но потребно е пак да се смират. Добар ден, драги гледачи. Денеска ќе гледате дебата помеѓу Зорица и Јоана. Тие ќе дебатираат дали е подобро да имаме домашни или дали домашните треба да бидат укинати. Гледајте внимателно, вие ќе треба да го одберете подобриот. Значи вака, подобро е да имаме домашни бидејќи така си го збогатуваме своето знаење. Да, ама тоа создава повеќе стрес за учениците и за наставниците и помал сон за двајцата кои им го намалува знаењето. Се извинувам, но како ќе добиеш на тестот петка ако не ги знаеш домашните, ако не си ги напишал домашните? Ќе научиш и на наставникот или наставничката им е работа тебе да ти помогне да научиш. Значи, како прво, како ти ќе знаеш, например, на последната лекција што си ја учил, например, географија или некој друг предмет, како ќе знаеш дека лекцијата ти е сосема научена ако не се провериш со домашната пишување? Прво можеш да провериш што како знаеш, можеш да рецитираш на памет. Може и твојот родител да ти помогне или старата. Истовремено наставникот може да праша неколку прашања на ден за да го награди знаењето. Значи вака, така со домашните си го збогатуваш своето знаење, уште и уште повеќе. Да, ама домашните е само повторување едно нешто и некои студенти учат до 12 за бајле, само за да завршат таа единствената домашна која не е толку важна. Тоа е добро. Значи домашната е начин на повторување и учење на добро лекциите. Да, ама тоа не е толку ферски, ако домашните се како 60% од твојата оценка, тоа не може така најсериозно. Може тоа, значи во некои училишта домашните се важна задача за учениците што за домашната извршување на домашната добиваш оценка. Да. Тоа беше дебатата помеѓу Јоана и Зорица, а сега можете да гласате на нашите Инстаграм и Фејсбук профили за подобриот.
Здраво. Сакам да те прашам нешто. Зашто не ми ги кажа точните одговори на тестот и заради тебе добив единица и казна од мајка ми? Ама може би јас, што ти откаде имаш доказ дека јас намерно тоа сум го направила? Може би јас на вистина не сум ги знала кои се точните. Може би јас не сум учела доволно. Може би на вистина јас сум мислела дека Не, ти намерно не ми ги кажа точно за да добиам единица. како можам намерно да ти кажам? Затоа што ти си ми непријател. Ајде затоа Имаш ли доказ дека јас сум ти дала? Имам доказ. Ајде доказ да видам. Нашите тестови. Па и моите беа исти одговори, така да на вистина тоа сум го мислела. Па јас мислам дека еве во право дека ти не си сакала да ги кажеш бидејќи ти не доби единица. Од кај па ти знаеш и зашто ти се мешаш? Да? А што па ти се мешаш? Кој те праша тебе нешто? А тебе некој те праша нешто? Зашто се мешаш и ти? Да. Лео, вие само зборуваат што се мешаш, што се мешаш. Бог да чувам. Ајде да идеме на сладолед. Ајде. Според мене Лана воопшто не е фер. А според мене Ева воопшто не е фер. Е, под каде е Ева виновна? Ева убаво ја замолила Лана да ги каже одговорите на прашањето од тестот. Од каде е таа виновна? Да. Па Ева и ги побарала. Па можела да каже едноставно не другарките се извинувам, тоа не смам јас едноставно да ти ги кажам. Да. Готово. Исто можела да рече дека отказне па дека нези се точни за да не ја сгреши неза. А Лана па откаде да знае дека нези ќе бидат точни или неточни? А се запраша зошто Лана има 4, а Ева има единица? Мисли малку. Да. Лана од кај да знае дека ќе добие она единица кога она се трудела она да добие 5, па зошто да се труди сега и за таа да добие 5? Ама Лана дека може е вистина што рече Ева дека таа е непријател и намерно е рекла грешни одговори за да добие казна. Ете ти го. Логика. Да. Треба да си има логика во се тоа. И знаеш што? Кај отидоа Лана и Ева? Да, кај е Ева? Ја мислам дека е тука. Абе сигурно по сладолед дошли. Дечки, ајде ви ние да одидеме, што се кара? Па се караме ние за нив. Да, како зашто? Глупости. И кечови нека земат негај. Да не го. Јас имав 5, тоа ми е важно. И јас. Што да ми ја кажеш? Па за печките да се почастиме на сладо. Јас частам. Ајде, сите да се земат по еден. Внимание, внимание! Внимание, внимание! Имаме пролетни новости за вас. Против досада најдовме спас. Тинтри Минтри отвара нова почетна група за деца од 9 до 12 години. Времето е убаво. Надвор ќе се снимаме, пред камера се смееме и нови деца примаме. Сега е вистинското време да се јавите и кај нас да се појавите. Телефонот нон-стоп ни звони. За глумење сме шампиони. Уписите се во тек. Повеќе информации на нашиот Facebook и Instagram профил. Ве чекаме! Тинтри Минтри шоу! Тинтри Минтри шоу! Тинтри Минтри, Тинтри Минтри, Тинтри Минтри шоу! Колку е сад, не задоставаме во кино? Да, 5 минути за 5. Имаме време. Од кај ти е сад? Дело ми е. Па супер, баш ти робам. Фала. Колку е сад? Да. 5 за 5. Како бе 5 за 5? Преска беше 5 за 5. Чи, дали тебе ти е навиен саатот? Навиен, не мислам.
Како не, се набиваат сите сати. Ова се набиваат? Да, па тоа ти е само за мобилен да не носиш. Да не покажеш. Па не знај, па ајде поврзаме. Здраво, Димитар, кај си тргнал? Па си одам дома. Дома, а филмот? Па заврши. Па требаше заедно да го гледаме, зашто не ми се јави? Па на тебе ти звонев, ти не ми се јави. А на тебе кога ти звонев, ти беше недостапна. Па ја телефонот си го заборив дома. А ја заборив да го ставам на полноќ, мене ми е празен. Фил! Па сега што да правиме, зашто не си го земала телефонот? Па сега сум го заборавила, се случува човек да заборави. Па се случува, ма сега како ќе го гледам филмот? Филмот, омилениот филм. Па наредниот месец. Кој ќе чека тогаш на YouTube ќе можам да го гледам? Пак гледај го на YouTube. Ајде, чао. Најстарото шише вино е пронесено во еден гроб и е старо над 1650 години. Вау! Ако само стоиш и ништо не правиш, за еден час ќе изгубиш 114 калории. Дали знаете дека постои игра рагби под вода? Баш би сакала да го пробам тоа. Добар ден, дали сте знаеле дека зборот Samsung на корејски е 3 звезди? Навистина неверојатно. Во дивината, лувчињата живеат само 6 месеци, за жал. Добар ден, дали сте знаеле дека и мачките може да бидат левучари и десмаци? И тоа обично мачорите се левучари. Да, 5 минути за 5. Добро, од кај е саатот? Од дедо ми. Леа, зашто не ти се јави? Се договоривме. Не требаше да гледаме. Ама ме собра. Холивуд се плаши и да деца наши тука сите глумат, пеат и постојано се смеат. Некој црта, некој игра дава гол, а ние го имаме Тинтири Минтири шоу. Тинтири Минтири, Тинтири Минтири, Тинтири Минтири шоу. Иде и камера исто така. Акција. Секој талент место свое сака. За супер авантура гледај, правиме култура и ти не паѓај во замка. Излези од рамка. Тинтири Минтири.